птицата недојдица. Последниот звук што го слушнал Петар, откако останал сосем сам, бил оној на сирените кои една по една се повлекувале во своите спални соби под морето. Бил премногу далеку да го слушне затворањето на вратите, но на секоја врата во коралните пештери имало звонче. Кога вратата се отворала, како во најубавите куќи на континентот, па Петар го слушнал тој звук. Нивото на морето полека се кревало и почнало да му ги скокотка нозете и да го исполни времето додека конечно не го проголта. Го наблюдувало единственото нешто што се движело во лагуната. Мислел дека е парче хартија, можеби опаш од змеи, па се прашувал колку време ќе му биде потребно додека стигне до брегот. Во еден миг забележало и нешто необично, нешто како да испловило од лагуната во одредена цел, бидејќи се борело со струјата, напати победувајќи ја, а кога ќе ја победало, Петар, кој секогаш бил на страната на послабите, не можел да не ракоплеска. Тоа бил навистина храбар лист хартија. Всушност, тоа не бил лист хартија, туку птицата недојдица, која на своето гнездо со очајнички напори се обидувала да доплива до Петар. Мафтајки со крилјата онака како што научила кога гнездото и паднало во водата. Успеала до некаде да го насочи својот чуден чун. Во моментот, кога Петар ја препознал, таа веќе била сосема исцрпена. Дошла да го спаси, да му го даде гнездото, иако во него се уште имало јајца. Како што веќе слушнавте, тој бил добар кон неа, но понекогаш ја задевал. Можам само да претпоставам дека како и господја Дарлинг, а и сите други мајки се топеле од среќа кога на децата им растеле првите запчиња. Му довикнала зошто е дојдена, а тој ја прашал што прави таа таму, но ни едниот ни другиот не си го разбирале јазикот. Во измислените приказни луѓето разговараат со птиците и би сакал и јас за момент да можам да се преправам дека и оваа приказна е таква. Па да кажам дека Петар ја разбрал птицата недојдица, но вистината е оваа и ќе ви раскажам што на вистина се случило. Мислам, не само што не се разбрале, туку сосем заборавиле на доброто однесување. Аман, влегувај веќе во гнездото, рекла птицата, зборувајќи колку што е можно побавно и поразбирливо. Па тоа ќе те однесе на брегот, но многу сум изморена, што не можам поблиску, па ќе мораш сам да допливаш. Што квакаш? Одговорил Петар. Зошто не го оставиш гнездото да плови? Ајде влегувај, гракнала птицата и се повторно се одново и одново. Тогаш Петар се обидел да зборува бавно и разбирливо. Зашто квакаш? И така натаму. Птицата нигделица почнала да се нервира, зашто тие не се многу трпеливи. Ти мал глупав дрдрко, почнала да вика. Направи го тоа што ти го велам. Петар бил навреден што му собраќа со такви зборови, па грубо и одговорил. Е ти си тоа. Меѓутоа, птицата наумила да го спаси како знае и уме и со последните сили го турнала гнездото на кекарпата. Полетала оставајќи ги јајцата, давајќи му на знаење какви ја намерат. Петар конечно сватил. Се фатил за гнездото, благодарно мафтајќи на птицата, додека таа го надгледувала. Но таа не го надгледувала за да ја почувствува неговата благодарност, ниту да го види како влегува во гнездото, туку да види што ќе направи со незините јајца. Во гнездото имало две големи бели јајца. Петар ги зел во рака, размислувајќи што да прави со нив. Птицата ги покрила очите со крилјата, за да не го види исходот на своите јајца, а сепак не можела да се воздржи да не дзирне низ предувите. Не се сеќавам дали веќе ви кажав дека на карпата имало еден стап, што некои густери некогаш го имале оставено таму за да го обележат местото каде што копале скапоцени предмети. Децата го имале откриено тоа светкаво богатство и биле во палаво расположение, на галебите им фрлале полни раце златни монети, дијаманти, бисери и дукати, а галебите се нафрлале на нив мислејќи дека е храна, па ќе одлетале бесни на глупавите детски трикови. Стапот уште бил таму, а на него старке е имало обесено својата морнарска капа, длабока, од восочно платно што не пропушта вода, со широк рак. Петар ги ставил јајцата во капата и ја спуштил во лагуната и таа почнала безбедно да плови.
птицата Нигделица веднаш ја сватила намерата на Петар. Поодушевено крикнала, а тогаш и Петар кракнал како одговор. Влегол во гнездото, стапот го ставил како јарбол, а на него ја обесил кошулката како едро. Во истиот час птицата слетала во капата и угодно се сместила во неа. И така струјата почнала да ја носи во обратна насока, па весело се поздравили. Кога Петар пристигнал, го извлекол гнездото на брегот, на местото каде што птицата може лесно да го најде. Но капата била толку удобна, што гнездото веќе не е било потребно. Капата пловела сето дека не се распаднала на парчиња. Дајке често доаѓал на брегот од лагуната и со горчина во душата гледал како птицата седи во неговата капа. Бидејќи веќе нема да ја видиме, можеби сега треба да споменеме дека сите птици, недојдици, гнездата ги прават во форма на капа со широк рап, каде што малите птичиња излекуваат да се проветрат. Голема била радоста кога Петар пристигнал во дворот подземје. Рече си во исто време со Венди, која змеот ја носел ваму таму. Сите деца сакале да ги раскажат своите доживувања, а најголемо доживување било тоа што неколку часови задоцни леза во постела. Толку биле одушевени, што почнале да измислуваат разни игри само за да останат уште малку будни. Например, да бараат завои да се преврзуваат. Но Венди, иако бескрено среќна што сите се вратиле дома живи и здрави, кога видела колку е часот, строго викнала: "В кревет, сите в кревет!" Сепак, утредента била многу милосна, па на сите им дала преврски и тие со нив играле сето вечерта.